Здраво на сите! Пред известно време објавив едно видео каде што во една илустрација го споредувам сексуалниот чин со утепчиња. Видеото стана многу брзо вирално, има до сега над 130.000 views и мило ми е мене што од ваша страна покажа голем интерес. Но имаше и коментари со спротивен став, каде што ми забележуваат дека не е во ред да се споредува сексот со утепчиња, дека селотепот кога го лепите и одлепувате собира прашина, но дека тоа не е случај со гениталиите кои што после секој чин остануваат исти. И со ова индиректно алудирајќи на тоа дека сексот е само еден физички чин кој што го правиме за да добиеме некакво задоволство и потоа си продолжуваме напред како да ништо не било. Во ова видео ќе објаснам дека илустрацијата држи вода и дека навистина има одлична поента. Прво, сексот не е само физички акт за добивање на задоволство. Сексот не е спортска активност, не е играчка. Денеска е модерно да се одвои љубовта од сексот, да се одвои физичкиот акт од емоциите. Но во реалноста тоа не е така. Доколку посакувате да биде така и го практикувате така сексот, вие до некаде ќе успеете да ги затапите емоциите, но нема совршено. И второ, кога ќе влезете во брак, не очекувате дека нешто магично ќе се промени кај вас. И тогаш сексот ќе го користите само како еден физички акт со отапени емоции, како е вид мастурбација, само што сега веќе не сте сами, туку има уште една личност до вас која најверојатно ќе се фрустрира затоа што вие емотивно не се поврзувате во тој однос. Второ, иако некои се обидуваат да ги затапат и изолираат емоциите од сексот, сепак тоа во реалноста е невозможно да се случи. После кратко време тие секако ќе се појават, сакале вие или не. Зошто? Затоа што сексот и емоциите се дизајнирани да одат рака под рака. Доказ за ова е феноменот што во многу од оние friends with benefits или помодерно fuck buddies конекции, многу брзо кај партнерите се појавуваат емоции. Кај едниот повеќе, кај другиот помалце, најчесто кај женските повеќе. И затоа ваквите врски без врски не опстојуваат многу далеку, затоа што веднаш се јавуваат фрустрации, за невозвратени емоции, љубомора и така натаму. Трето, сексот влијае и ментално. Сексот почнува во мозокот. Навистина гениталиите се нашите репродуктивни органи, но нашиот најголем сексуален орган, нашата најголема ерогена зона е нашиот мозок. Во мозокот се обликува нашиот сексуален апетит, нашите сексуални преференции, за тоа што е возбудливо, а што не. И верувајте, голем дел од овие работи не се вродени, туку ги развиваме и обликуваме преку она што гледаме, слушаме, размислуваме и секако од нашето сексуално искуство. Нашето сексуално искуство станува дел од нашите идни очекувања во сексот, нашите желби, потреби, преференции, па дури стравови и несигурности. Ова е уште една причина плюс зошто порнографијата е штетна за личноста, штетна за врската, затоа што во нашиот мозок ни всадува една нереална слика за сексот, нереални очекувања, нереални преференции, фетиши кои често пати водат дури до насилство и агресија кон жената. Четврто, сега ќе ви објаснам зошто е добра споредбата на сексот со селотепчињата. Сексот има една моќ да лепи, да поврзува личности. Во нашиот мозок постои еден лимбичен систем кој што меѓу другото е одговорен и за сексуалното задоволство. Во тој лимбичен систем централна улога има хипоталамусот, кој што е жлезата која што меѓу другото го лачи хормонот окситоцин. Главната улога на овој хормон е да не поврзува со одредена личност. Овој хормон се лачи кога гушкаме некој, кога бакнуваме некого. Ова е хормонот кој што предизвикува контракции кај трудната жена за да излезе бебето и за да создаде една директна поврзаност помеѓу мајката и детето. Зарем има поголема љубов и поврзаност помеѓу мајката и своето дете. На хемиско ниво таа врска се создава баш поради овој хормон, окситоцин. Истиот хормон се лачи и кога мајката го дои бебето, создавајќи уште посилна поврзаност помеѓу нејзе и тоа. Епа, мили мои, кога имаме секс со одредена личност, хипоталамусот го лачи овој хормон окситоцин, создавајќи една силна поврзаност помеѓу нас и партнерот, партнерката. И тоа се случува без разлика дали ние сакаме или не. Тоа е лепилото од селотепот кое што не лепи со одредена личност. Гуглајте ако не ми верувате. Хормонот окситоцин е тој што не зближува со одредена личност, не прави да се осеќаме комфортно, сигурно со нејзе, со него, кога се гушкаме, кога знаеме дека припаѓаме на некого и дека некоја личност ни припаѓа нам. Окситоцинот е тој хормон што ја прави таа хемиска поврзаност и на ментално ниво. Лимбичниот систем во нашиот мозок, меѓу другото, игра улога и во тоа каде ќе се складира одредена меморија. А адресата каде ќе складира одредени спомени, одредена меморија,
Според многумина влие од тоа кукаво ниво на емоции сме имале поврзани со тие спомени. Па затоа, од минатото ги памтиме оние спомени кои што ни се поврзани со силни емоции, било да се тоа позитивни или негативни. И овие спомени лимбичниот систем ги складира во една подлабока меморија, за да не се заборават. Епа, имајќи го преди тоа, сега размислете што се случува со спомените кои што ги градиме при сексуалниот чин, каде што имаме силни емоции и возбуда. Лимбичниот систем ги складира на едно ги врежува во мозокот на едно ментално ниво и потоа кога имаме секс со некој друг партнер, тие спомени повторно ги складира на истото место и тука малце доаѓа до конфузија, фрустрации. Тука е тој емотивен, мемориски багаж што го спомнувам на она лепачето што собира прашина кога се лепува и одлепува. Тука е нашиот багаж кој што ќе ни треба време да го ослободиме од нашиот мозок, од нашите емоции, за да можеме да имаме едно убаво поврзување со идниот партнер. Сексуално преносливите болести не ги ни спомна во видео, бидејќи верувам дека на многумина ви се познати. Сакам да зборувам за малце овие поскриени теми кои што не се многу популарни, а се од витално значење. Ве поздравувам, заследете ме и се гледаме во некое наредно видео. Чао!